Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 140-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во 24-та епизода од ТВ 103 за оваа сезона ќе ви говорам за една невообичаена ТВ серија која е предводена од актерска звезда од највисок ранг, која внимателно ги бира улогите во кои се појавува, пред се барајќи го предизвикот за подобрување на занаетот и собствените способности, па затоа има пронајдено идеална инкарнација во ликот на приватниот детектив, кој не може да влезе во трагата на исчезнатата девојка, затоа што нејзината фамилија и не му дозволува пристап до тајните и најчесто завршува во ќорсокак, поведен од референциите од богатите жанровски филмски оставнини, односно со која континуирано се компарира, конкретно од златната ера на Холивуд, поточно од ноар филмовите на минатото, и затоа што изгледа како орнамент кој има излезено од нив и залутал во модерно доба. Меѓутоа има зашто е тоа така во ТВ серијата Sugar, која е работена за Apple Plus, за која ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103, кое го започнавме со две моќни композиции од бендот Under the Sun, односно слушнавме Smoking Angels и Cry Out. Тоа се две творби кои се наоѓаат на нивното ново студиско издание именувано како The Bell of Doom, односно станува збор за бенд кој што свири една мешавина помеѓу стоне рок, хеви влијание од прото метал бендовите 80-тите, се разбира акцентот е ставен на Black Sabbath, меѓутоа овој бенд кој музицира во Атина од Грција, значи составен дел од моќната грчка сцена, која што сме запознаени дека има огромно влијание на светската музичка фела, со тоа што го издадува нивниот нов студиски албум по Volume 1, ако не се лажам, од 2018 година, имаше долга пауза во нивната кариера. Меѓутоа, ова е едно многу убаво камбек издание, кое што како што самиот наслов асоцира, на омотот има една камбанерија од која излегуваат пипала. Повлечете си тука лавкрафтовска паралела доколку милувате, а од овој албум ќе слушнеме уште две композиции. На словната тема ќе слушнеме секако и Going Down. Две творби кои се наоѓаат на албумот The Bell of Doom од одличните Under the Sun. Доколку вие сакате да дознаете дали ќе успее Sugar да ја најде исчезнатата девојка, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за гатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелиска, вие останете вклучени. Започна програмата на ТВ 103. Sugar е мистериозна драматична ТВ серија, создадена од страна на Марк Протосевич, односно не го знаете како потписник на сценариото за култните филмови The Cell од 2000 година, I Am Legend од 2007 година, тој е автор и на сценариото на првиот Тор од 2011 и секако на американскиот ремейк на култниот филм на Парк Чан Вук, кој го работеше Спайк Ли, односно Олдбој од 2013 година. Така што е автор кој знае да пишува, умее да пишува и знае како да се изрази и да ги первертира тропите, што најдобро го демонстрира во оваа ТВ серија, која е работена за стримерот Apple Plus, кој според листата на претплатници на Forbes има 25 милиони претплатници за оваа година, наоѓајќи се на 9-то место над Stars, меѓутоа под Peacock и ESPN со некој милион повеќе кои имаат од нив, иако имаат далеку поквалитетна понуда, односно според мене се едни од клучните играчи за носење на квалитетни ТВ серии на малите екрани, се разбира заедно со Netflix и Amazon, каде исто така може да пронајдете споевиден квалитет, со принцип сериите да се предводени од актери од А-листата, односно кои им веруваат на нивниот избор да бидат предводници на делата, како што е случајот со Колин Фарел во оваа серија, така што ако тие се нафатиле да глумат, значи дека апсолутно Apple Plus ќе ги поддржи во таа иницијатива да
се најдат како потписници на сериите кои им ги нудат. Apple Plus во овој период ги емитува сериите Franklin, Dark Matter, The Big Cigar, Palm Royale, туку што заврши со емитување, потоа Hollywood Con Queens. Значи, квалитет наместо квантитет може да пронајдете кај нив, затоа и има толку мал број на ТВ серии кои се актуелни, односно такаш не им бега да говорам повторно за Dark Matter, например, во некоја друга епизода, иако не бев задоволен од Palm Royale, например, меѓутоа не сум јас таргет публиката на овие модерни начини домаќинки во Америка, а во најава се нивните Presumed Innocence, потоа драмата Lady in the Lake, фентези авантурата Time Bandits, која ќе адаптираат комедиите Land of Women, Sunny, Bad Monkey и шпанската Woman in Blue. Така што ќе видиме летниот период што од овие серии ќе го задржи моето внимание, но сигурен сум дека ќе изберам нешто за презентирање во емисијата, без разлика на тоа што не ми се допаѓа нивниот концепт на прикажување недела за недела, што неизбежно е да заборавам, например, некоја епизода, да загубам чекор со емитувањето, да надополнувам, да го занемарам действието. Едноставно, неповолно е за моето гледачко искуство да немам контрола над материјалот кој ми е на досек и да чекам лажица по лажица и пол да ме храни. Некогаш сум гладен за повеќе, некогаш сум презаситен од шеќерот кој што го нуда, така што би преферирал да има друг метод на објавување, меѓутоа немам јас никакви ингеренции, нити па се прашувам за тоа што ќе влече повеќе и ќе задржи што е можно поголем број на претплатници на Apple, што овај метод им функционира, затоа што додека се емитува една серија ќе имаат нови претплатници од 2 месеци, например, и затоа е корисно да имаат квалитетни остварувања за да може да ги промовираат овие ТВ серии на нивниот стриминг сервис Sugar. Има 8 епизоди кои започнаа со емитување на 5 април и завршија на 17 мај. Со тоа што мамецот од првите 2 епизоди беше фрлен во еден ден за да се закачат потенцијалните љубители, а потоа бевме измачени со премиерите недела за недела. Времетрањето на епизодите и исто така неконзистентно, односно помеѓу 35 и 50 минути на почетокот беше варијабилата, што значи дека за да ја изгледате во целост ќе бидат потребни околу 4,5 часа, доколку би имал можност да ја поседувам на куп, би ја преполовил и изгледал 2 дена по 2 сати, како 2 филма, наместо да добивам получасовни дози неделно, што е крајно непрепорачливо за оваа драматична серија со комично времетраење по епизодите, така што и по тие параметри да се најде во рамките на комедиите, а не е местото таму, го избегнува калапот токму поради трилер елементите кои ги поседува и другите жанрови со кои што се разбира дека е во своевидна симбиоза. Сега, во серијата станува збор за приватниот детектив Sugar, глумен од Колин Фарел, кој е најмен од богат филмски продуцент во Холивуд да ја најде неговата исчезната внука Оливија, од која нема ни трага ни глас, освен неколку видеа што се појавуваат по социјалните мрежи кои таа ги има објавено. Се предпоставува дека е под действие на дрога и има исчезнато со некој си нејзин дилер, но Sugar многу тешко доаѓа до вистината, дури и до дрангот на незината фамилија, која на секој можен начин го штити нивното име од јавноста, не сакајќи да се дознаат тие мрачни тајни кои ги поседуваат. Метареференцијалноста на серијата, каде интермедијално се реферираат филмските колеги на Sugar, ако условно така можам да ги наречам колеги, детективите од Ноар, провиненцијата се вистинско богатство за серијата, каде тој дознава што се крие всушност зад гламурот на Холивуд, кога одврзани им се рацете на богатите да прават што милуваат и како во случајот на славната фамилија да злоупотребуваат бројни девојки, уценувајќи ги дека ќе ги направат славни доколку ја споделат интимата со нив, како неколку скандали кои ви паѓаат на памет од реалноста моментално додека го сугерирам ова. Покрај кризата на идентитет која ја доживува Sugar, кој е ставен во ситуација да бара најповолни одлуки за себе во незавидните позиции, серијата го има еден од најнеочекуваните пресврти, наративен гром од ведро небо, кој
никој не би можел да го предвиди заради тоа што е премолчен и прикриен во текот на серијата, иако откако веќе ќе ви кажам и ќе знаете за што станува збор, многу полесно ќе ги забележите сите тие минускулни детали кои се нафрлени на сите страни и кои доколку не би помислиле дека ќе биде повлечен тепихот под вашите нозе, не би биле функционални на еден или на друг начин, едноставно би ги занемариле. Меѓутоа, со оглед на тоа што веќе ви посочувам дека ќе има еден драстичен пресврт, многу полесно ќе ги забележите овие чинители. Така што представува вметнување на еден нов поджанр во мешавината, ако носечкиот, односно препознатливиот е тој крими неонуар трилер поджанр, односно таа фузија драстично излегува од рамки на тој детективски нуар пристап, што многумина вклучувајќи ме и мене ме фати неподготвен. Оливија, These People, These Places, Shibuya Crossing, Starry-Eyed, Boy in the Corner, Go Home, The Friends You Keep, Farewell се насловите на кратките епизоди, кои имаат преносно значење на главното действие во нив. Уште во декември 2021 година Apple се пофалија дека ги купиле правата за серијата, започна со реализирање во август 2022 година, продолжувајќи во есен и комплицирајќи го процесот пред се на снимање на другите филмови во кои инволвиран Фарел, затоа и одбива полог временски период да е присутен на малиот екран и за да не биде одсутен од големиот, и затоа и ретко се нафаќа да се појави во одредени ТВ серии, ако тоа во минатото воопшто се случувале, со обид да ја заборавиме True Detective втората сезона, која се разбира дека не е неговиот најдобар момент во неговата кариера, меѓутоа што е тука. Шугар е човек кој знае многу јазици, фаќа мува со стапче и може да препознае луѓето дали лажат или не. Така што има многу впечатливи надчовечки способности, што говори за неговото потекло, односно кај него се развива пред се двојбата дали да се остане во таа земја, да се поврзе со луѓето или има носталгија која ќе го влече кон родното место каде што треба да замине по завршувањето на серијата, така што има мал милион на двигатели кои го расплинуваат во одлуките кои треба да ги донесе кон крајот на сезоната, меѓутоа еден мистериозен, енигматичен лик кој се соочува со нерешлив случај кој нема многу траги, меѓутоа ќе успее да најде начин како да ги открие премолчените тајни кои ги луѓето околу него се обидуваат да ги сокријат од него. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза, па во продолжение на емисијата ги слушаме Overdrive Оркестра, односно станува збор за бенд кој свири во Мичиген, односно во САД, така што од Грција скокаме за САД, каде ќе слушнеме еден пустински звук под силни влијанија на блуз-рок сцената со психоделични и прогресивни елементи кои го издаваат нивниот нов албум Restless Star, од кој ќе слушнеме Moonstruck и Dark Mountain, и потоа ги слушаме Stonerhead, односно тие го издадува нивниот нов албум Running High. Станува збор за германски бенд, скокаме до Bielefeld од САД, каде што музицираат овие психоделични стонери, односно со хард-рок влијанија и се разбира дум елементи, од кои ќе може да слушнеме композициите Obsession и Super Mario. И потоа слушаме една најава за снимањето на ТВ серијата Sugar. Уживајте. ТВ серијата Sugar е предводена од актерот Колин Фарел, кој го знаете од улогите во филмовите The Lobster, Killing of a Sacred Deer, кои се работени од Јоргос Лантимос, како и Miami Vice, исто така и е еден од двигателите на филмовите на Мартин Макдоналд, односно In Bruges и The Banshees of Inisherin.
со тоа што во оваа серија го глуми Џон Шугар, харизматичен и енигматичен пријатен детектив кој е ангажиран од холивудскиот продуцент Джонатан Сигел, патриархот на фамилијата Сигел, со тоа што Шугар се бори не само со надворешни демони, туку и со внатрешни, повеќе отколку што оди напред кон комплетирање на неговата истрага, иако дознаваме дека е во серијата со сосема друга цел, кој одлично глуми Фарел овој лик и ги прикрива сите тие негови интенции, зашто всушност ја прави оваа потера, роден е да ја глуми оваа улога и секако дека е некаков си неоноаровски модерен детектив кој и тоа како ги одговара пред се за сите прерогативи кои се врзуваат за детективите од златната ера на Холивуд, меѓутоа ги користи и како составен дел на изучување на човештвото и пред се изучување на луѓето околу него, за да може да го речи случајот и да ја најде исчезнатата Оливија. Кирби Хауел Баптисте, која знаете од Круела, од Killing Eve, од Бери, од Хекс, од We Strangers, од The Good Place и ќе погледнете и во Scott Pilgrim Takes Off, таа ја глуми Руби, односно таа е колешката на Шугар, која му помага во истрагата, иако има задни намери со помош на организацијата во која што членува и самиот Шугар, за кој нели не е запознаен Шугар, ама има долгогодишна соработка на мисиите и се си ги овозможуваат пред се реализирањето на овие замозададени мисии од страна на организацијата. Еми Рајан, која знаете од ТВ серијата The Wire, од The Office, од Only Murders in the Building, ја глуми Мелани Метјус, односно таа е горе-долу интелектуално рамна на Шугар, која сака да биде интимна со него, меѓутоа Шугар ја одбива заради тоа што е во токсична состојба и се грижи за нејзиното добро. Таа е поранешна рокерка која е предадена на алкохолизмот, кој Шугар се обидува да и помогне да се погледне во гледало и да направи еден позитивен чекор во нејзиниот живот, така што секоја Шугар ќе биде послаба страна од нејзиниот живот, со тоа што Мелани исто така сака да биде пронајдена Оливија, за која што се грижи. Денис Буција Кирис, се извинувам, кој го знаете од Mayfair Witches и од The Equalizer, го глуми Берни Сигел. Тоа е Берни всушност тргна по стапките на својот татко за да стане и самиот продуцент, иако неговите достигнувања и таленти секогаш ќе бидат засенети од неговиот татко, односно човекот Джонатан Сигел, кој што го ангажира самиот Шугар. Берни е еден иритантен лик кој се обидува на секој можен начин да ги прикрие тајните на семејството и не му дозволува пристап на Шугар таму каде што ќе се обиде, дури во неколку наврати му се заканува. Нейт Кордри, која знаеме односно која знаеме од New Girl, од The Marvelous Mrs. Maisel, од Barry, заедно со Mindhunter и For All Mankind, го глуми Дейвид Сигел. Тој е актер кој е во незавидна позиција, затоа што се објавуваат искази за злоупотреба на девојки од негова страна во јавноста, па на еден или на друг начин се обидува да ја избегне конфронтацијата и пред се да ги прикрие фактите кои се врзуваат за и околу неговото изнудување на услуги од страна на нив, се разбира за унапредување, лажно напредување во нивната кариера, така што е еден симулакро на подмолните холивудски актери какви што ги има во изобилие, кои малку ќе добијат на слава и ќе имаат заштита од нивните татковци и дедовци, вујковци, што и да е што имаат инволвирано во холивудската сцена. И на нивна милост или немилост се разбира дека ќе бидат тие кои што се желни за успех да се искачат по најбрзите скалила кои Дейвид наводно ќе им ги понуди, чиј што живот нагло ќе биде прекратен. Алекс Хернандес, кој го знаеме од The Peripheral, за него ви говоря во таа серија која ја анализирав и од Bloodshot. Тој глуми Кени, тој е десната рака на Дейвид, односно неговата заштита, телохранител, односно неговиот масл, ги викаат во САД. Джеймс Кромвел, мора да го напоменеме, кој го знаете од франшизата за Star Trek, исто така глуми од Succession, од The Queen и Six Feet Under,
култната серија, тој глуми Джонатан Сигел, односно тој е богатиот и почитуван продуцент кој што го најмува Шугар, кој исто така сака одредени аспекти на стекнувањето на славата да останат недопрени од страна на истрагата на Шугар, и Сидни Чендлер, да не ја заборавиме, односно таа е девојката за која што ви говорев во ТВ серијата Pistol, потоа глуми во The Pretenders и Don't Worry Darling, таа ја глуми во оваа ТВ серија Оливија Сигел, односно таа е внуката на Джонатан, која е поранешна зависничка и е исчезната, односно пред се станал збор за девојка која што ги отргнала сите околу неа баш поради тоа што подлегнала на зависностите, и поради тоа многу малку сакаат да биде пронајдено низината фамилија, освен низиниот вујко кој кому му била слава страна и се грижал за неа, така што зададена е задачата за Шугар да ја бара и да ја пронајде, што ќе се случи. Ерик Ланге, кој го знаеме од Lost, од Narcos, од Escape from Dannemora, од Unbelievable, тој глуми Stallings, односно тој е гангстер кој потрага по Картер, кој смета дека може би Мелани знае каде се крие, така што има и една нишка на мафијаши кои се провлекуваат, кои понираат од подземјето и се провлекуваат во рамките на оваа ТВ серија, и сите матни сделки мора и тие да ги проследат. Ана Ган, знаете од Скайлар Уайт, ја глумеше улогата од Breaking Bad, таа ја глуми Марджит, односно поранешна сопруга на Берни Сигел, односно таа нема крвна поврзаност со Оливија, и му прецизира на Шугар дека не е пред се загрижена за случајот за пронаоѓање на Оливија, што од една страна се разбира дека ја прави да биде сомнителна. Таа е мајката на Девид Сигел, меѓутоа тој сомнеш ќе биде тргнат на страна кога ќе се инволвира подлабоко во случајот самиот Шугар, и да не ја заборавиме пола Андреа Пласидо, која што е актуелна со ТВ серијата Apples Never Fall, меѓутоа исто така и во ТВ серијата Hex, така што се дигна прашина за оваа актерка во последно време, ја глуми Чарли, која е најмена да помогне околу потрагата на Оливија, еден свој виден паралелен детектив изиграва од друга инстанција, од друга нишка. Така што има ликот на Џон Шугар и тоа како многу ликови во својата околина да истражува, за да испрашува, некои лажат, некои не, меѓутоа има мирис за тоа кој лаже, а кој не, и кому може да му верува, а кој се обидува да ја прикрие вистината за и околу исчезнувањето на Оливија. Правиме тука кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Bulldozer ќе слушнеме, така што тоа е бенд кој доаѓа од Букурешт, од Романија, скокаме до Романија, значи шетаме низ цела Европа, денес со тоа што станува збор за бенд со гранж влијанија, со блуз рок влијанија, со хеви псайк влијанија во стонер рок музицирањето, со тоа што нивниот албум може да си го пронајдете на самиот Bandcamp, кој што гласи Wolves, од кој ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Wolves и No Snow for the Northern Men, така што може да си изберете која цена сакате за да си го набавите овој албум, еден вид на себе промовирање на Bulldozer, за да може да се пробијат на ова сцена, и после нив ќе ги слушаме Dope Throne со композициите Trackstar Warlock и Sultans of Sin. Последната композиција избравна од овој албум, стана збор за култните Doom сладжери од Квебек, односно од Монтреал, Канада, скокаме и до Канада. На музички план, со тоа што ќе слушнеме овие две композиции од нивниот шести поред студиски албум, кој го носи називот Broke Sabbath, издаден за Totem Cat Records, од кои што се наоѓаат овие две моќни композиции, на почетокот една со која што го затвораат овој албум, и потоа ќе слушнеме еден извадок од ТВ серијата Sugar, така што уживајте со романците Bulldozer и канаѓаните Dope Throne, и потоа се враќам ветер да ви говорам за одредени спецификации кои ги има ТВ серијата Sugar. ТВ серијата Sugar
за разлика од други ТВ серии кои го има тоа 30 минутно време трајање на епизоди, поседува најава која што е анимирана, која малку ме подсетува на ротоскопскиот скенер Darkly, но и на најавите пред се на од 90-тите години на минатиот век на ТВ серии кои повеќе подсетуваат на тој крими аспект кој што беше во тогашните неонуар потфати воочлив и е можеби поблиско и до Miami Vice, доколку би била направена во некаква си анимирана форма. Како што напоменав, 8 епизоди, брои со тоа што има 4 сценаристи, секако дека според новите договори не го исполнува минимумот на сценаристи кои треба да го има една ТВ серија во САД, според протестите кои се одвива, има 5 сценаристи, мора да има и 3 продуценти минимум, а ти имаат 17 продуценти, така што компензираат на тоа поле. Режисери на 5 епизоди е Фернандо Мерилес, а Адам Аркин, препознатливиот и реминесцентен продуцент и предсе режисер, има 3 епизоди режирано од оваа ТВ серија, се надополнуваат едни со други со тоа што имаат еден препознатлив белег на начинот на кој што се снимани и нема некаква си драстична дискрепанца помеѓу 5-те и 3-те епизоди кои се снимани. Музиката која ќе имате можност да слушнете до крајот на емисијата е работена од Али Шепет Мухамед и Адриан Јанг. Ова е честа нивна соработка која што ја имаат со тоа што Али знаеме како автор на Reasonable Doubt ТВ серијата, музиката, секако филмот Буги. Музиката има работена на неговиот Equalizer, веќе неколку пати е напоменат во оваа емисија, и Luke Cage, односно ТВ серијата за Luke Cage исто така имаат работено заедно музиката, со тоа што Шаренолик е скорот, каде има доста композиции со бит и перкашен, инструментален трип-хоп, има во неколку творби, меѓутоа има неколку и ламентирачки, за сите тие зацкриени емоции да излезат на површина со помош на музиката. Има влијание од джез, меѓутоа сепак неонуар е во прашање, не смее да се избегне и таа афилиација, ама се со амалгамирани со електронски битови, така што се држи до некаква си модерна промениенција, така што си поигруваат со овие различни чинители во еден амалгам, во кој провејуваат и джез, и блуз, и фанк елементи, но со електронски бит, така што диверзитет е не самиот скор за различна намена за време на оваа потрага. Сценографијата секако дека е поставена во Лос Анџелес, односно во вилите на богатите, наспроти оскудните хотелски соби, во кои што присуствува самиот Шугар без некакви си присвојни и бележливи предмети кои би сведочеле за тоа дека тој се наоѓа во нив. Поглед на фотографијата, Сезар Карлоне снима 5 епизоди и Ричард Рутковски снима 3. Тоа што е препознатливо и што се двои оваа серија од останатите, тоа што има многу сцени кои се снимени на рака, има френетичност во начинот на кадрирање, така што се држи до некаква си непосредност, дури знае да забега камерата во оф, да биде тензична сцената на еден обичен диалог, што воопшто не треба така да биде во другите ТВ серии, меѓутоа тука се прави еден визуелен белег кој сепак е избор, кој соодветствува и ќе биде препознатлив за самата ТВ серија Шугар, кој не би бил изводлив доколку не го има на тој начин монтирано, ги нема монтирано овие кратки резови на Хенхел, Фернандо Стуц, Џон Патеја, Метју Колона и Луис Колина, односно тоа е екипата која што работи на тие монтирање на овие кратки резови на Хенхел снимањето, што прави само по себе динамика и тензија во самиот кадар, и имаат бројна употреба на jump cuts, каде што се скока во самите сцени во време, така што е интригантен начин на кој што на визуелен план се обидуваат да ја решат оваа ТВ серија, и тоа дополнително дава на невообичаеност на која сме навикнати, например, на криминалистички ТВ серии да ги гледаме, кои што не се решени, например, на таков начин. У поглед на мејкап и облека не може детектив без мантил и федора, тоа секако дека треба да го знаете. Поглед на надприродното се разбира дека го има, со оглед на тоа што се вклучени битија надвор од земјата,
поглед на хумор и еротика, има премногу скромни обиди за едно и друго, но апсолутно ништо не е вредно за напоменување. Има крв во поглед на практичните ефекти, се притепува Шугар со багабонтите мафијаши во дадена секвенца. Жанровски, ова е неонуар мистерија која има флешбек секвенци за детството на Оливија и воопшто што се случувало пред грабнувањето, и има неколку халуцинаторни превирања каде што се реферираат филмовите од минатото и се прави паралела преку, премостувајќи со помош на нарацијата која што ја вметнува самиот лик на Џон Шугар, така што има еден интригантен амалгам со ова, се говори на англиски јазик. Поглед на недостатоците, премногу се кратки епизодите, пренабиени се со действие кое нема простор за дишење и мислам дека 30 минутниот формат е ефективен, тоа е точно, добивате се што треба да знаете во кратки црти. Односно, Шугар престојува на сите тие попатни дестинации за откривање на случајот, меѓутоа по 10 минути мислам дека не би биле лоши да издиша ова секоја од епизодите. Во поглед на континуитетот, секако дека е задржан со кратко време трајање, не може да се развлекува действието, има по мало дозирање за пресвратот кој што е начнато, поглед на градењето на ликовите. Има многу споредни ликови и еден главен лик, односно Џон Шугар, на кој што е кој обсервира пред се, гледа надвор од себе си и околината која што ја истражува и учи пред се од начинот на кој што тие се однесуваат. Во поглед на аналогијата, односно референциите кои можев дел да ги забележам, а поголем дел се разбира дека требаше да ги истражам за да не направиме некаква си утка, така што филмовите кои се реферираат во оваа ТВ серија се Kiss Me Deadly од 55-та, The Big Hit од 1953-та, Johnny Guitar од 54-та, The Strange Love од Марта Айверс од 46-та, Dead Reckoning од 47-та, In a Lonely Place од 50-та, Knock on Any Door од 49-та, култниот Sunset Boulevard можете да погледнете од 50-та, Mini Ен Московиц од 71-та, The Killers исто така го има во оваа ТВ серија од 46-та и Double Indemnity од 1944 и покрај овие ноари има сцена и од The Thing на Џон Карпентер од 82. Тоа ми беше чудно кога го погледнав, одскокнува од останатите референции кои се извадени буквално од ноарите од 40-тите и 50-тите и не сватив зашто тој се реферира на посетата кај докторот, ама да ми ти било тоа индикација на пресвртот на оваа ТВ серија и повеќе од потребно е да си го најде своето место, така што убаво што ги остапиле Universal правата за да може да користат овој Карпентеров филм, кој има зашто е тоа така. Слични серии на оваа секако дека мора да се напомене и Перри Мейсон и True Detective, меѓутоа и Ozark, The Night Of, The Night Manager, Fargo, Your Honor, Mayor of Easttown, Clickbait, Griselda, Dahmer, од друга страна ги имате The Man Who Fell to Earth, Tunnel, Time After Time, I Am the Night, Babylon, Berlin, Goliath, Monsieur Spade, извинувам, Justified, Mob City, Veronica Mars, Inspector Morse, Oliver Kitteridge и The Staircase. Мелодраматична и мистериозна е атмосферата, загарантирана е гледливоста и убедливоста е постигната. Поглед на епилогот, откако ја наоѓа Оливија во подрумот самиот детектив. Ги преслушува снимките на незиниот измачувач и дознава дека Хенри од убиецот земал прибелешки за време на снимките, кој смета дека ја има кинапирано и сестрата на Шугар, Джин. Си се збогува со сите, затоа и е насловот на последната епизода како Farewell. Се качува кабриолет, говори во нарацијата како мора да дојде одјавна шпица, секој филм нели го има, додека свири Passenger од Iggy Pop, односно Stooges. Му недостига очигледно домот, иако му се допадна животот на луѓето кои имаше можност да ги истражува наоколу него. Значи ова е индикативен епилог на збогувањето со сите тие кои се пресретнува во околината. 8 од 10 е оценката која што ја доби од мене, за продолжение
сметам дека нема шанси да се случи на Шугар, се додека Колин не би се нафатил на тоа и би работел некако си друг случај на друго место во некое друго постоење. Меѓутоа, тоа не знам дали ќе одвои време со оглед на тоа што повеќе се задржува на големиот екран отколку на малиот, така што овие кратки изблици во мал формат мислам дека треба да ги цениме и да ги почитуваме што ги прави самиот Колин. А за крајот на емисијата, како што веќе најавив, Али Шепет Мухамед и Адриан Јанг ги слушаме со композициите кои ги правеа во самиот скор на ТВ серијата Шугар. Во поглед на самиот пресрод кој во текот на оваа епизода се обидував да го избегнам, што е можно повеќе дава еден уникатен белег за тоа како се прави една трансгресија од еден поджанр во друг поджанр. Уште еднаш посочувам сите нефати неподготвени, меѓутоа тоа е една карактеристика на оваа ТВ серија која верувам дека ќе ве фрустира во првиот момент кога ќе го дознаете, меѓутоа потоа ќе ги дознаете сите тие чинители кои биле предвесници, односно своевидна преамбула за тоа кој од каде доаѓа и кој му е целта на оваа наша земја. Вие го слушате 140-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, каде детално анализирав првата сезона од серијата Шугар. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток нова фреквенција и во рокот 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.